Добро вечер и Божи благослов. Навистина, ова вечер ја слушате емисијата Се разбира гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно. Целта на оваа емисија е се разбира да го прикаже Бог во онакво светло, како што е тој, нели, и самиот. Јас сакам да ве поздравам и да ви посакам на вистина една убава и благословена вечер и да ги поздравам на вистина сите слушатели кои што ја слушаат емисијата Се разбира гласот на вистината. Почитувани слушатели, уште една вечер по милоста Божја, која можеме се разбира со негова дозвола, со негов благослов, да можеме да ја проживееме. Господ благословил, како што кажав, да и ова вечер бидеме заедно и се разбирам да го слушаме неговиот глас. Целта на емисијата Гласот на вистината е да го прикаже Словото Господово, да го прикаже Господ Бог, кој е Творец на небото и земјата, и дека само преку Него, всушност преку Божиот Син, Исус Христос, да имаме живот вечен. Потоа Библијата зборува дека само преку Исус можеме да се спасиме. Апостолот Петар, кој бил инспириран преку Духот Свети, ни зборува за овие нешта. Дека нема друго име дадено под небото со кој би можеле се разбира луѓето да се спасат и да се здобијат со вечен живот. Да нивните имиња бидат запишани во книгата на животот, освен преку името Исус Христос. Затоа, преку вера во Исус Христос, ние се здобиваме со живот вечен. Зошто? Затоа што тој самиот вели дека тој е животот вечен. Всушност Библијата, Светото писмо, од кое што секогаш зборуваме, ни открива дека Исус е животот вечен и дека во него се крие животот вечен. Кога ќе го читаме Стариот Завет, ќе видиме исто така дека Бог е тој кој зборува дека во него се крие животот вечен. Почитувани слушатели, точно и ова емисија постои за да може да ви ја пренеси најбитната и најважната порака, дека Исус Христос е вечниот живот. Всушност преку Исус Христос ние го имаме тој вечен живот. Не за тоа што сме многу добри. Библијата зборува дека нема ниеден добар, дека нема ниеден совршен. Затоа дојде и Синот Божи да ни обезбеди пат до небото. Исус на своите ученици им рекол дека оди да им приготви место, за да може да ги земи каде што е тој. Така да, исто така, неговото доаѓање ќе биде од небото, од тонаму, од каде што и ние се разбира го очекуваме. Како што знаете, имаме серија предавања. Зборуваме исклучително за многу важна тема. Зборуваме за Библијата. Зборуваме за Светото писмо, во кој што има живот вечен. Ова е многу важна тема. Темелна тема, од каде што можеме понатаму да се надзидуваме или да се надоградуваме. И затоа е многу важно да ја слушате емисијата Гласот на вистината и да ги слушате сите незини поучни теми, кои ќе бидат не само за ваше добро, туку и за ваша изградба во верата. Почитувани слушатели, зборуваме неколку предавања, неколку серија предавања по прашање дали Библијата е се уште, се разбира, актуелна. И сметам дека дадохме и допрва ќе дадеме одговор на вашите прашања. Длабоко верувам дека сите овие емисии кои што постојат по оваа прашање, дали Библијата
е се уште актуелна. Дали таа е веродостојна, се надевам дека преку овие емисии ќе осознаете вистината, ќе знаете за Светото Писмо, за Библијата. И верувам дека ќе го задоволиме вашиот, се разбира, апетит. Прво и основно, она што треба да знаеме, клучот на вистината или клучот за вистината, која што сите ние ја бараме, е во Светото Писмо. Ако добро ги отвориш своите очи, ќе забележиш дека многу луѓе се обидуваат да ја подкопат или да го урнат, се разбира, авторитетот на Светото Писмо, Библијата. Зошто? Во Евангелието на Јован, 3 глава, 19 стих ни е запишано следново. Вака ни вели зборот Божи. А ова е судот за тоа што светлината дојде на светот, но луѓето повеќе ја засакаат темнината, отколку светлината. Зошто нивните дела беа лоши, во некои преводи пишува дека нивните дела беа зли. Но таа е Божи збор и како таква си останува цврста и неколеблива. Само тогаш кога потполно ќе се потвриме на Бог и на Неговиот збор, ќе ја најдеме вистината и вистината, се разбира, ќе не ослободи. Исус рече: јас сум патот, вистината и животот. Ќе отвориме заедно во Евангелието на Јован, се разбира, 8 глава, значи ќе повторам. Ќе отвориме заедно во Евангелието на Јован, 8 глава, ќе читаме од 31 па се до 36 и ќе видиме што ни зборува Словото Господово. Кој навистина може да биде слободен. Тогаш Исус им говореше на јудејците што беа поверувале во Него. Ако вие останете во моето слово, навистина ќе бидете мои ученици и ќе ја спознаете вистината и вистината ќе во ослободи. Му одговорија и рекоја: ние сме Аврамови чеда и никогаш никому не сме робувале. Како ти велиш ќе бидеме слободни? Исус им одговори: вистина, вистина ви велам. Секој што прави грев, роб му е на гревот, а робот не останува вечно дома. Синот останува. И ако синот во слободи, на вистина ќе бидете, се разбира, слободни. Потоа, еве што ни зборува, се разбира, Библијата, дека кога ќе ја спознаеме вистината, која што активно ја бараме, таа ќе не ослободи. Исус вели: ќе ја спознаете вистината и вистината, се разбира, ќе ве ослободи. По својот изглед, Библијата е многу слична на другите книги, како што беше, се разбира, и Божиот син сличен Исус Христос на другите луѓе. Сепак разликата е огромна и во двата случаеви. За обичните читатели на Библијата, кои што ја читаат површно и без намера во неја да навлезат, се разбира, подлабоко, таа може да биде само една обична или едноставна книга, како и сите други книги. Но за разлика од нив, Библијата е жива и останува да живее додека сите други останати книги умираат. Потоа, ќе отвориме заедно во 2 Тимотеева, 3 глава, ќе го прочитаме 16 и се разбира 17 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Целото писмо е од Бога вдахновено, полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен
и совршен и подготвен во секое добро дело. Почитувани слушатели, го користиме Словото Господово. Ја користиме Библијата како доказ на оно што ние се разбира го зборуваме. Еве зошто Библијата е поразлична, се разбира, од сите останати книги. Библијата е непреисушен извор и не може да се чита секогаш. Всушност, може да се чита секогаш, се разбира со таа иста свежина. Да повторам уште еднаш. За да се искуси таа свежина и да се дојде до вистината, потребно е незино, темелно и длабоко истражување и поучување. Почитувани слушатели, кои што ја слушате емисијата Гласот на вистината, важно е да знаете дека секој збор што се наоѓа во Библијата е инспириран, односно вдахновен од Духот Свети и се разбира, содржи живот. Потоа, она што е многу битно и она што е многу важно. Подобро кажано, овој збор во себе си содржи божествен живот. Светото писмо е оаза среде пустина, каде што жедната и уморна душа може да најде живот. Ќе отвориме во Евангелието на Јован, 4 глава, ќе го прочитаме 13 и 14 стих. И еве што ни вели Библијата. А кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, јас нема никогаш да ожедниш, таа во него ќе направи извор и ќе преточе живот вечен. Еве како Исус изборува на самаријанката, дека кој пие од водата што ќе му ја дадам јас, нема никогаш да ожедне, таа во него ќе стане извор на вода, што ќе тече во животот вечен. Потоа ќе отвориме заедно во 2 Петрово, 1 глава, ќе го прочитаме, се разбира, 20 и 21 стих. И тука ова вечер ќе застанеме. Знаете го прво тоа, дека ниедно пророштво од писмото не е сопствено кажување на пророкот. Зошто никогаш според човечковата војна не е изречено пророштво, туку светите Божи луѓе кои зборувале поттикнати или инспирирани од Духот Свети. Почитувани, ја би сакал тука ова вечер да застанеме и се разбира, ако даде Господ, да продолжиме наредната емисијата Гласот на вистината, со оваа прекрасна тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Но овој пат ќе зборуваме за нападите врз Светото Писмо или нападите врз Библијата. Затоа до тогаш имајте убава, благословена и пријатна вечер. Се разбира, Господ нека биде со вас. Господ нека ве благослови вас и вашето семејство. Се слушаме до наредната емисија. Емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.